Одиме ли за Маврово, Иге? Одиме у Маврово, да. Ова е стартното место. Би било идеално да ја нема оваа магла. Зимска идила на 1 февруари. Сакам за да бидеме побрзи, знаеш, да не... Игор вика да бидеме побрзи. Ќе бидеме. Нема проблем. Изгледа на еден high level, на висок стандард, како што и треба да биде туризамот во Македонија. Кога ми мора да се проба? Буквално еден чекор ве двои од сауната до вилата. Ќе им кажеме ли што се одлучивме да јадеме? Сега ќе видат. Опа! Еве ја пицата. Стварно е добра. Не да е добра. Колку пари очи? Одиме ли за Маврово, Иге? Одиме у Маврово, да. И стандардно, кога одиме Маврово Охрид, го започнуваме влогот од Лукойл. Ова е стартното место. Мини маркет, кога како купуваме кафе, а бензин секако ставаме. Еспресо сега не ќе пиеме во Маврово, али бензин, да. Како што ви кажав, одиме за Маврово. Денеска ќе одиме во Рент Вилас. Не ни е прв пат у Рент Вилас. Рент Вилас е извонредно добар комплекс кој што се на кај главната жичара во Маврово, на многу добра локација со поглед на езерото. Комплексот модерни вили, урбани, така како што треба да изгледа. Сега имаат новитети, џакузи и сауна во комплексот вили. Ќе видите кога ќе дојдеме, ќе ви снимам. Така да, денеска е супер затоа што паднал нов снег на Маврово, 1 февруари не израдуваат снегот, така да бидете со нас во овој влог, што можам повеќе ќе ви снимам и ќе бидете во тек. Видите ситуација по пат каква е. Еве сме Маврово. Веќе тука паѓа снег. Од пред некои 10 километри веќе паѓа снег. Скопје Гостивар имаше само дожд, а веќе тука се гледа снегот. Би било идеално да ја нема оваа магла. Наврнати коли. Наврнати коли, да. Убаво е, мислам, стварно е Маврово и поентата е да го начекаш со снег, кој што е многу поубаво, нели, за снимање, за сликање, ама не ми се допаѓа маглава. И тоа секогаш пречи најмногу. Пак ќе кажам, се надевам дека кога ќе стигнеме во Рент Вилас, ќе биде барем поразведрено. Оваа година штета што и во Скопје не падна барем 1-2 дена снег да има, ама убаво снег да има. Од кој знае од кога не паднало. Последна зима што памтам дека беше стварно така снежна во Скопје пред 9 години, 2017. Ти текнува Игор кога беше месец дена со снег во Скопје. Да. Таа беше единствена така преладна Голем снег, да. зима. Еве сме, стигнавме во Рент Вилас. Како што гледате, паѓа многу снег и тоа е таа убавина кога сте тука. Еве да видите сега вака одблиску како изгледаат вилите. Секоја вила си има свој посебен дел, свој посебен простор, внатре е па посебно доживување и тоа ќе го видите. Ама зимска идила на 1 февруари. Еве да ме видите и мене. Хај. Јас сакам за да бидеме побрзи, знаеш, да не... Игор вика да бидеме побрзи. Ќе бидеме. Нема проблем. Овој дел од видеото ќе го видите внатрешниот простор на Рент Вилас. Ќе видите
како изгледа ова светски и мислам дека веднаш ќе посакате да дојдете токму тука, бидејќи ова е нешто единствено во Маврово, па и во Македонија. Here we go. Мислам дека надвор го фативме джакузито. Да, малце снимавме со различен распоред, ама ова ќе оди прво, па после ќе оди джакузито. Да. Тоа што сакам да го знаете, ние на YouTube сме релативно нови, лани бевме тука, минатата година, не сум ви снимала тоаш, немавме ни YouTube канал, но бидејќи ова е ново видео, ќе ви покажам се како што треба. Ова е внатрешниот дел на Рен Вилас, вака изгледаат претежно сите други вили кои што се дел од комплексот. Дневен простор, кујна, комплето премена, значи вака и е наместена кога ќе дојдат гостите. Нешто што го прави посебно овој смештај, ово доживување е каминот, кој што го има исто така во секоја вила. Преубаво е чувството кога, пак ќе кажам, надвор е ладно, па е снег, а вие се топлите покрај каминот. Добро, секако телевизор. Од тоа што и го забележувате на видеото, можам да кажам дека изгледа на еден high level, на висок стандард, како што и треба да биде туризамот во Македонија. Еве го и горниот дел од Рен Вила. Ова е погледот. А секако спалната соба и уште едно внатрешно джакузи. Ова е, мислам дека Евче, ова е за двајца, така? Да, меѓутоа другите 6 вили им се пофамилиарни, ова е повеќе као за за двајца, тројца максимум. Да. Ние со Виктор бевме, сосема доволен, комотен кревет, голем простор, комотен простор. Па може би да бидеме нескромни и најдобри вили во Македонија, ова? Па да. Не знам дали постои нешто вакво. Како што Да. делуваат сите светски туристички зимски центри. Не знам дали има друга некоја вила во Македонија со надворешно джакузи. На ова ниво. Може би хотели некои имаат, меѓутоа како Добро, зборам како интериер, некои хотели се трудат имаат, но зборам за вили, комплекс, ваков вили. да. Тоа е тоа. Леле, ова бога ми мора да се проба. Орен Вилас, како што кажа, пробитете топлото джакузи, значи предобра е водата. Игор, ако можеш да зумираш, Да. ама ова е вистинска убавина. Значи тука си доаѓаш со бањерка, со купаки, влегуваш, се топиш и надвор ти паѓа снег. Браво за Рен Вилас, не знам ова дали го има на друго место во Македонија. Мене, ова е светски. Ова е светски. Ова е светски. Да, ова е предобро. И мислам дека за секој е еден вид на медитација, релаксација и уживање. Сега сме во друга вила во комплексот Рен Вилас. Дневниот простор е идентичен како што гледавте претходно, но оваа вила е за поголемо фамилиарно сместување, бидејќи има две спални соби. Или Ова- за две фамилии. Или за две фамилии. Да. Ова е едната Парови, спална ако идат, соба. да. Многу е убаво. Има стварно еден посебен шарм. Комфорен дабл бед, мала софа за лични работи. Тука има она како се вика отворен гардеробер за јакни, за ташни, за ствари. Исто така симпатичен прозор во оној планински стил, искосен.
А ова е другата спална соба. Ова е малку помала од претходната, но исто супер. Тука има и балкон од оваа спална соба. И ете, тоа е нешто што сакам да ви го покажам. Како различно од претходното, односно од претходната вила. Имам само и од надвор да видите како изгледа надворешниот дел на вилите. Секоја вила изгледа идентично од надвор, само внатрешниот распоред е малку изменет во зависност од тоа, нели, колку луѓе се сместуваат. Мислам дека тука најубаво може да се долови изгледот на вилите со дронска снимка, а тоа сега ќе го направиме. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Уште еден новитет во Рен Вилас, тоа е новата сауна, која што е исто така дел од комплексот. Ова е вила број 3 конкретно и ја има оваа сауна. Јас само вака ќе ви снимам од поблиску. Перфектно е направено. Во сауната може да бидат, па ја мислам, 3, 4, сигурно. Тука си сами подесувате колку сакате да биде топлината внатре. Буквално еден чекор ве двои од сауната до вилата. Ова е, значи, влезната врата на вилата каде што сте сместени, а тука е сауната. И пак е кажам, нема ништо подобро од кога вака врне снег, вистинска зимска идила, а вие се топлите внатре во сауна. Тоа збориме со Игор, до вчера немало снег во Маврово, денес падна баш како кога ние требаше да дојдеме да снимиме за Рен Вилас. Ова е убавина. Да, ова е убавина и само нека се погоди вака убаво дур трае зимската сезона. Штета што Маврово нема. Па нема до крај повеќе да се потенцијал. искористи потенцијалот, да. И летно време е многу убаво. Ние летно време бевме тука на викенд, баш кога беше претопло во Скопје, да избегаме од оние горештините во јули, така беше почеток на јули. Да, јули немаше никој. Немаше никој и уствари не. Сите што беа дојдени у Маврово беа во Радика, отидени на базен надвор. Па во Радика. Затоа што има надворешен базен Радика и беше фул онака. Сега се мислевме дали да останеме у Маврово, да идеме негде да седнеме да јадеме нешто. Дали тоа да биде мавровски, односно не, ланчбар Маврово, или да одиме за Скопје, но сепак ќе одиме за Скопје, дека врне бајаги снег, да не да, а и беше пуно, да не чекаме и си рековме ќе седнеме во Скопје, се мислиме каде да седнеме у Скопје. Ќе видиме. Не знаеме што ни се јаде, дали ни се јаде пица, дали пастрамајлија, дали Бургер па бургер, ја не сум нешто многу за бургер. од Zone Burger. Да, тоа Burger Zone. Да, ќе нарачаме некој ден од Бургер Зон, ама не знам што да јадеме. Пица, пастрамајлија или некое мефце. Ај ќе видите, ќе ви снимам што ќе земеме. Ќе им кажеме ли што се одлучивме да јадеме? Сега ќе видат. Од омилените. Најомилените. Нема да седнем иначе, за дома ќе земеме, бидејќи ова е hotspot delivery place. Верона Тафталиче. Верона Тафталиче. Иначе, Верона, знаете добро веќе за пастрамајлинице, онака баш меѓу најдобрите, ако не и најдобри у Скопје. Да. Ама, ја не јадам тука пастрамајли, ја јадам тука пици.
значи морам нешто да ви кажам. Нема боле пици. Ама нема боле пици во градот. Значи, ова пици не се оние ни модерни, ни наполитански, ни класични оние кои што прават деливери местава, туку ова се оние како домашната кујна. Како на времето дома кога печеа пици во оние плехчиња, како да ги кажам. Не знам, тој што е домашна пица и што го потсеќа на некое детство убаво, на тој мирис на домашна пица, тоа го има во Верона. Кидеш да земеш ево? Нема да земе заедно? Како дете? Па чекај, ама Чекај, да. а ташната ми е позади. Сакаш моја карта? Или имаш кеш? Не, ама ташната ми е позади. Држи ја плати. Еве сме, стигаме. Верона Тафталиџе, тука ни беше наједноставно после Маврово да застанеме. А после кога ќе ги земам, ќе видите што точно уствари од пици земавме во Верона, а Игор зема пастрамајлија. Не отстапува он од тоа. Многу сме гладни. Многу сме гладни. Ги земавме пиците и пастрамајлиите. Full House, Верона. Опа! Еве ја пицата. Ти стварно е добра. Не да е добра. Колку пари оче? 500... Не, 830. двете колку? 830. 830 двете? Да. Ова е, значи, некоја па 40 сантиметри пица, пола со фунги, односно со печурки и кашкавал, пола со кулен. Игор вика, ај доста јадеш само она маргарита или фунги, земи малце, пробај нешто и Не, бе, биде и куленот е супер, гледаш, пуштил куленот малце. се гледа дека е, кога куленот ќе пушти вака црвенкасто, знаеме дека се работи за сочен кулен. Добри им се пици. Добри им се, стварно. Ептени ме добри. Иако мислам дека повеќе пастрамајли пробаат, не знам точно. Гледаш во мирис, ама не, мора да го пробаат, сега не знам од пици, видео, бе, значи се- од видео ова е баш домашна пица. Домашна, тестото е премеко, значи како, не знам, вашите мајки и баби да го месели и правеле. Не е некако индустриско, туку баш онака меко како лепче да јадете. Да, да. А сега, да ја видите и пастрамајлијата. Are you ready? Дома е, дома. Дома, Дома. are you ready? Ништо не видовме. Дома, ева, немој да отвараш мрсна, дома. Ајде дома. Бај. Стигнавме дома, пред да јадеме, немаме многу време, прегладни сме, само да ја видите пастрамајлијата од Верона. Стандардно предобра. Видите колку многу месо има, пеперонки, све. И тоа е тоа. Тука се одјавуваме.